Со премудрост, простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од Свето Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време кога се приближуваше Исус до Ерихон, еден слеп човек стоеше покрај патот и просеше. И штом чу дека покрај него врви народ, праша што е тоа. Му кажа дека минува Исус Назареецот. Тогаш што извика и рече: Исусе, сине Давидов, помилуј ме. Оние што одеа напред го искараа да молчи, но тој уште погласно викаше: Сине Давидов, помилуј ме. Исус застана и заповеда да му го доведат. И кога оној се приближи до него, го праша велејќи: Што сакаш да ти направам? Тој рече: Господи, да прогледам. Тогаш Исус му рече: Прогледај, верата твоја те спаси. И наеднаш прогледа и тргна по него славејќи го Бога. И сиот народ, кога го виде тоа, му воздаде слава на Бога. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Господ. Колку се вистините и можни ваквите исцеленија во нашиот живот? Па пред да одговорам на ова прашање, ќе поставам неколку прашања кои што нас ќе не освестат како ние се подготвуваме за примање на таа Божја помош и на тоа Божјо присуство. Имено дали откако ќе се разбудиме повторно и повторно секој ден, кога ќе видиме светлината на денот, малку поозбилно не ја сваќаме. Имено дали размислуваме за тоа дека овој ден кој што е комплетно нов, е како неразгазен снег. Треба да сватиме дека и тој е неповторлив како и ние што сме неповторливи. Никогаш веќе нема да постои во ниту еден универзум. А кога веќе се е толку уникатно и толку совршено, дали се прашуваме дека сме комплетно оставени сами во тој ден, или навистина оној што ни го даде, тој ден е со нас. Дали Бог, Создателот, го осмисли нашето постоење и нашето битиствување во тој ден, или пак сме оставени по некоја случајност да постоиме. И во таа смисла веќе, сваќајќи каков дар сме добиле, треба да се прекрстиме најпрви. Да заблагодариме на Бога преку утринските молитви што ги имаме во нашиот православен молитвеник, кои што се наоѓаат молитви за благодарење, за станување од постела, потоа бараме помош за престојните предизвици. Бог да ни даде луѓе кои што ќе ни бидат добронамерни и да ни помогне се што ќе правиме во Негова слава да го направиме. А наместо тоа, мислам дека повеќе стихино стануваме, право за готово го стануваме, го правиме нашето, го примаме нашето станување. Веднаш трчаме да видиме што имаме наредна работа да направиме. Понекогаш дури тој дар кој што е живот го чувствуваме повеќе како терет, а не како дар. И дури не ни се станува. Го пролонгираме нашето станување доколку немаме работа, само за да не мораме да се придвижиме, да ги придвижиме и чувствата, и емоциите, и мислите во некој одреден правец, зашто можеби деновите веќе ни стануваат досадни, без смисла. И затоа и наредниот ќе ни биде исто таков предизвик во кој што ќе треба да смислуваме нешто ново и да правиме нешто ново. А од друга страна пак исто погрешно е ако денот го започнеме со преголеми амбиции во кои што се вклучени уништување на животи на луѓе и прекројување на денот наш терк за да нас не биде угодно, односно себе да се угодиме. Во сите случаи ние во старт Бога го исклучуваме како помошник во нашиот живот. Како некој кој што би бил исцелител или управител со овој живот. Добро е човекот се од себе да дава секогаш, во било која работа. Меѓутоа, уште полесно е ако на Бога му допуштиме со својата благодатна енергија да прави барем малку корекции, доколку не ни се потребни големи. Но за да ги разбереме
исцеленијата кои што се опишани во Евангелието, ние ќе мораме да преминеме кон описот на состојбата која што е имал Вартимеј кога повикувал кон Господа. Именно како тој ја подготвил својата душа за да ги прими тие чуда кои што Христос ги правеше. Значи, потребни се две страни за да Бог направи чудо во нашиот живот. Никогаш не го прави тоа на сила, туку бара комплетна искреност и предаденост од наша страна. Значи, си постои одреден начин или одредено сваќање како да дозволиме Бог да ни помогне. Да не кажам, постојат одредени правила. Но понекогаш ни изгледа дека реална помош е невозможна и за да се покрие ова се измислуваат дополнителни правила и задолженија за да се остави простор за манипулација и оправдание. Има ли поедноставен начин да се добие помош од Бога? Па секогаш во екстремни ситуации постои еден скратен пат кој што можеме да го фатиме. Меѓутоа, тоа не важи и не е правило за сите луѓе. Имено Вартимеј беше во таква состојба да дури не можеше ни самиот да се однесе до местото на просење. Други мора да го остават и каде што ќе го остават, таму и ќе биде. Негова состојба е состојба на крајно очајание. И токму поради тоа он собра и најде сили во себе да повика самиот кон Господа. Именно тој не повика кон луѓето да го кренат, да го однесат до Христа. Тие дури го замолкнуваат како некултурен. Но тој убеден во своето крајно очајание, во својата крајна неможност било кој друг да му помогне. Он постојано викаше кон Господа и тоа на еден вистински начин и догматски, кој што всушност го објаснува Христа кој е он. Дека не е било кој, туку му викаше: Сине Давидов, помилуј ме. Состојбата на неговата душа беше толку издефинирана, толку едноставна. Значи, во неа немаше помисла да пробам кај Христа, па ако не ќе пробам кај друг. Ако не ми помогне ова, ќе барам од друго нешто помош. Ако и он не ми помогне, ќе одам кај други бајачи и гатачи да ми помогнат. Он знаеше дека немаше никој кој може да му помогне. Бил кај сите тие. И сепак останал и слеп, и сакат, и никој не можел да му помогне. И затоа во Христа гледа единствена можност за исцеление и за излез од неговото очајание. И во таа крајна негова литанија, која што е набиена со чувство и на очајание, меѓутоа и на крајна надеж во Господа Исцелителот, он повикува кон него, не ставајќи простор за некаков сомнеш или било што друго. И тој тоа го добива од Христа. Че Христос, гледајќи ја таа чистота на надеж, приоѓа кон него и му помага тој да прогледа. И он, сваќајќи дека нема друг излез, молитвата ја направи таква да постојано се утврдуваше он во тоа што го сакаше од него. Си имаше конкретна цел. И затоа молитвата, кога ја принесуваме, треба и ние да ја повторуваме. Затоа што таа молитва не е заради Бога, он знае се што ни треба. Меѓутоа, кога постојано бараме нешто, нам тоа нешто ни станува подраго. Се учиме да го сакаме, за кога ќе го добиеме од Бога, да не го потрошиме залудно. Не смееме при тоа да заборавиме дека чудата нам ни стана чудни откако ние паднавме во грев. Откако падна човековата природа, човекот стана скептичен. И скептицизмот нам ни стана втора природа, која што си ја прифативме здраво за готово. Значи, во се ќе се сомневаме. Додека од друга страна, како и тогаш, така и сега, за Бога се останува можно да направи.